33 годишниот Горан Зашов од Кочани успеа меѓу 32-та пријавени момчиња прв да стигне до крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление Водици. 5 пати досега се пријавува за овој чин и конечно упорноста му се исплати и му се насмеа среќата да го фати светиот крст. Најсреќниот Зашов со неговите другари според обичајот ќе ги посетат семејствата во градот, кои го даруваат крстот со пари за среќа и здравје. Тој пред сите присутни даде христијанската изјава и посака Бог да му дари здравје на него и неговите најблиски. Не ми е прв пат од 2015. Па очекував да го фатам. Самиот чин за окупување ми значи многу. Денот Водици, еве оваа прилика ги поздравувам сите граѓани, пријатели и по моја волја, на сите волјата ќе одеме од куќа на куќа, ќе представиме крстот што сме го фателе. Ќе значи здравје, среќа, беркет. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кочани е еден од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. На Водици во Кочани годинава присуствуваше и техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој на сите верници им го честиташе големиот христијански празник Богојавление, а на Зашов, што го фати крстот, му додели икона. На сите православни христијани, на светиот архиерейски синод, на неговото блаженство, архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан, на свештенството на монаштвото во Република Северна Македонија, им го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици. Денеска е денот кога сите ние треба да ги очистиме нашите гревови, кога водите во нашата земја се преобразуваат во свети води и на тој начин потсетуваат за крштевањето на Исус Христос во реката Јордан. Токму на овој празник на љубовта, на слогата, на заедништвото, секој од нас треба денеска да ја обнови својата духовна сила и да заедно во сплотеност, во единство допринесеме и за лична, меѓутоа и за колективна среќа и за напредок. Затоа секој еден граѓанин на нашата држава токму денеска треба да ја прими оваа порака дека заедно можеме да направиме многу повеќе и само преку слога и преку единство можеме да ги оствариме сите наши заеднички цели за развој и за напредок на нашата држава. Нека е честит и за многу години големиот празник. И градоначалникот Илиев на сите граѓани им го честиташе празникот Водици. Бог се јави, навистина се јави. За многу години среќен празник на сите граѓани од општина Кочани од христијанска вероисповест. Ова е посебен ден за граѓаните на општина Кочани, не само поради чинот осветувањето на водите на Кочанска река, туку и големите гости кои денеска беа во посета на Кочани, и од името на граѓаните на општина Кочани и од моје лично име користам уште една прилика да се заблагодарам на премиерот, како и на министерот за земјоделство што денеска беа присутни на ова свеченост и на вистина со тоа покажа уште еднаш дека истокот не е заборавен и дека ние како граѓани на истокот и посебно на градот Кочани ја очекуваме нивната поддршка како во изминатиот период, уште повеќе во наредниот период. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бога. Кочанскиот храм му подари свето писмо Библија, а подароци му врачија и градоначалникот Николчо Илиев златен крст и фармацевската компанија Зегин телевизор. Пред одржување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомачани Ѓорги се одржа света божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, а оние кои што ги купија иконите ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Од Кочанскиот храм истакна за крстот кој ќе кружи по домовите, да биде примен и даруван само вистинскиот кој го фати крстот и кој ќе донесе изјава и печат од МПЦ, бидејќи пракса од годините е да се појавуваат луѓе со лажни крстови кои го искористуваат чинот и празникот да соберат пари. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Христа. Тој важи за еден од најголемите христијански празници.